Во студиото по 9 часот се дружиме со музичарот Горан Алачки, доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија, и Билјана Петровска-Митревска од Националната федерација на фармери. Останете со нас до 11 часот. Почитувани овде во студиото имаме навистина одлична енергија која што верувам дека ќе ја пренесеме и во вашите домови. Се разбира дека ќе ве поканам да останете со нас и до 11 часот и да ги проследите сите разговори кои што ќе ги направиме со денешните наши гости. Заедно со мене ќе биде мојата драга колешка Милина, која што ете, и таа ќе видно насмејана. Да. Добро утро. И од мене, почитувани гледачи. Да, убаво кажате, имаме навистина многу убава енергија. Забавата и смејата започна за време на вестите, така што не можевме кога се вклучија камерите да престанеме и да бидеме сериозни. А и нема потреба да си бидеме спонтани, така да ги поздравиме нашите денешни гости. Веднаш до мене Билјана Петровска-Митревска од Националната федерација на фармери. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодариме за поканата и што сепак еве и на националните медиуми се наоѓа простор во вакви контактни емисии да споделиме нешто за земјоделството, за руралните заедници. Така, има многу интересна тема со вас која што ќе зборуваме. Така, Националната федерација на фармери сака да спроведе модел од Јапонија кој што се нарекува едно село, еден производ. Зашто станува збор? Да, значи тоа е модел едно село, еден производ кој што веќе со години наназад се применува во различни држави. Матична држава и мајка на овој модел е Америка, но сепак поуспешни и поинтересни примери се применале во Јапонија. Така што ние во соработка со Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA се трудиме овој модел еден производ за едно село, one village, one product, да го примениме и во Македонија. Значи, навистина е доста интересна методологија. Јас сум била на една обука онлайн, каде што навистина ме привлече овај начин. Зошто ме привлече? Затоа што ќе кажам со еден убав пример кој што го гледав преку видеата во Јапонија. Значи, тоа е едно населено место во северниот дел на Јапонија, се вика Токачи, кој што 60% од производството на пченица, која што е наменета за Јапонија, се произведува токму во тој регион. Но предходно, во 70-тите години уште на минатиот век, карактеристично е исто како што се дешава сега и кај нас. Значи, со години, дел од пченицата не била профитабилна за земјоделците. Значи, ниски откупни цени и најголем дел од таа пченица беше увезувана во Америка. Но многу се важни за развој на ваквите модели локални лидери, кои што се појавува едно семејство, кој што е голем производител на пченица, околу 160 хектари на пченица и ја продава пченицата први на откупувачи. Подоцна доаѓа до идеја семејството дека можат да произведуваат брашно и почнува по локалните пекари, започнува со една анализа и истражување како тие локални пекари едноставно какво брашно се произведува, што од купувачите и започнува да произведува леп. А на таков начин го јакне руралниот развој пред се земјоделците, ги потикнува земјоделците да се обединат во кооперативи и таа пченица која што ја произведуваат земјоделците, ова јапонско семејство ја откупува, почнува да произведува леп. И тоа станува збор за 50 годишен развој, значи неколку генерации во тоа семејство поминуваат, така што сега Токачи е доста препознаен како земја на лебот во Јапонија. Значи цела Јапонија буквално и набавува леб од тука, но и развиен и туризам, каде што се организираат и фестивали, моделни продавници во Токачи. Тоа е малечко место, рурално место, каде што едноставно започнува да се развива економијата и да се развиваат различни брендови од тоа брашно карактеристично за Токачи да се прават различни производи, така што ние сме, како да кажам, можеби 50-100 години наназад од она што го потикнаа во Јапонија. Ние имаме голем проблем со пласманот на земјоделските производи, ниски откупни цени, инфраструктурата во руралните средини, можеби Горан тука ќе ме поддржи, доаѓа од рурална средина. Значи е многу лоша и тоа едноставно не ги прави атрактивни селата, но нашите села имат навистина голема убавина, природа, зеленило, се уште имаме добра плодна почва од каде
што може да се произведуваат вакви производи, решивме тоа да го пилотираме во Неготино. Тоа е едно село неготинско, Тимјаник. Значи, навистина многу добро село со многу добар лидерка, Васка Мојсовска, веќе ја поздравам, која што едноставно го прифати овај пилот концепт преку Сдруженијето, локално Сдружение Шира, кои што се рурални жени, кои што произведуваат маџун. Значи, ние го концентрираме самата пилота интервенција врз маџунот. Маџунот е се произведува од грозје, не е гроздов сок, не е пекмес, како што многу луѓе сакаат тоа да го кажат. Тоа е течност која што навистина има многу хранливи материи, нешто е по-течна од медот, но може да се користи во различни значи може да се користи со кафе, може да се користи со чај и со имунитет, одлично е. Мали се дава исто така. Да, дефинитивно и сакавме тоа да го употребиме во рамките на Тимјаник заедно со 20 жени кои што произведуваат маџун, се вклучи и општината и се надеваме дека ќе го направиме Тимјаник препознатлив по маџунот. Значи нашиот кавадаречки неготински тиквешки регион е препознаен по производство на многу добри грозија, виното, ракијата. Маџунот реално е наш традиционален, домашен, природен производ, кој што се произведува на традиционален начин, но ние сакаме сега тоа да го брендираме и реално насоката ни е дадена кон жените од руралните средини, бидејќи тие го произведуваат заедно со соработка со општината, со поддршката која што ја правиме ние преку Националната федерација на фармери. Се надеваме дека можеби не за една година, ама за неколку години ќе почне Тимјаник да станува и неготинскиот регион да станува препознатлив по производството на маџун. Она што сакам да потенцирам, значи многу се важни локалните лидери во руралните средини. Да имаат реално за ваквите проекти. Многу е добро и затоа ја определивме да биде со маџунот и со грозјето, бидејќи тука имаме локален лидер како што е Васка, навистина знае да мобилизира многу жени кои што произведуваат маџун за домашна употреба. Сега е унифициран производот, значи исто така добија и соодветна технологија, машини за производство кои што повторно се поддржани од страна на Џајка. И реално целата процедура не ја води Васка, без разлика што е локален лидер, имаме млад лидер, Ангела Јовановиќ, која што го прифати едноставно целиот процес на производство на маџун и на продажба на маџун. Така што целиот овој проект може да биде сосема атрактивен и за младите. И за младите. Тоа е целата поинта, како да се даде можност на младите преку вакви социјални предпријатија, преку вакви можности, но реално не би можело да профункционираат ако немаат поддршка од општината. Општина Неготино се вклуче, изготвена е стратегија со одделни промотивни настани кои што едноставно треба да привлечат. Во кој сила сакате да го спроведете ето овој проект? Значи One Village, One Product е насочен за едно село. Ние конкретно го развиваме Тимјаник во моментот, но тоа не значи дека може да остане во Тимјаник, може да се префрли, значи и самата технологија да се прифати од локалните села, како што се Горни и Долни Дисан, од другата страна го имаме Пепелиште, значи реално може да се прифати. Истото се направи и во Токачи, не остана самиот тој локален бренд на брашно, се прошири во самите региони, но тоа сепак мора да постои една пилот интервенција и мора да постои желба, иницијатива за ова да се развие. Некако предприемништво, значи некако еден човек кој што ова треба да го произведува, туку со активно вклучување на целата локална заедница. Малку би се навратила на маџунот и на корисните својства кои што ги има тој. Споменете ни нешто за тоа, а во меѓувреме колегите од режија ќе ги замолам да ни го пуштат видеото кое што го подготвив. Промовираме еден нов момент, производство на домашен маџун, едно село, еден производ. Токму и тоа и ни е идејата и на Националната федерација на фармери, а и на Џајка, да Тимјаник го направиме препознатлив по тоа што се произведува маџун. Јас гледам многу потенцијал во овој производ, бидејќи сега сите луѓе се насочуваат на здрава исхрана. Ако во виното е вистината, во маџунот е здравието.
Така, може сега да ни споделите оно што сакавте и што погледнавме на видеото. Да, реално маџунот, како што укажав, се прави од грозје, значи грозјето и се прави, не може да се прави во текот на цела година, значи е традиционален начин на производство, најдобро е кога се бере, нема понатаму како да се чува, значи мора да се сомеле и мора потоа да се стави во еден голем казан, значи македонски кажано е казан, така со интернационален термин е дупликатор, каде што едноставно ферментира, каде што треба да испари течноста, значи тоа е спецификата, водата треба да испари она што е влажноста, а не да се доведи со мешање, не да дојде на класично варење како што е кај ајварот и како што е кај пекмезот, затоа што во Македонија често пати за маџунот знаат да кажат, тоа е слично како пекмез, не е пекмез, значи маџунот е одделен производ, и на таков начин се задржуваат сите хранливи материи во маџунот. Тоа значи дека ги има сите минерали, витамини, најдобар е за имунитет. Реално го препорачуваат и за шекераши, замена за шекер, бидејќи не се во правилно произведениот маџун не се става шекер. Значи тоа е благ засладувач природен, кој што се она што го содржи природното грозје, значи шекерот природно што се произведува во грозјето, останува во маџунот и потоа може да се користи. Еве јас конкретно да ви кажам, секое утро и го заменав шекерот со тоа, бидејќи имав и реално лично да кажам проблеми со шекерот и навистина со маџунот успеав да ја регулирам и да сум по таа граница за на висок шекер. Мислам и е доста добар она што го забележавме баш кога ги правевме овие сите анализи и преку стратегијата и преку бизнис план, имавме и истражување на пазарот за конзументи, за корисници на маџун. Значи се насочуваат и родителите, лица кои што има доста во Македонија и тоа беше интересно што сакат да конзумираат здрава храна и веќе не се оди она во супермаркети и продавници каде што се купува, туку се внимава што се купува. Така што и продавниците за здрава храна исто така тоа го промовираа доста добро. Така што маџунот ги користи овие сите хранливи материи кои што можат да се користат во различни рецептури, како што кажав, кафе, шекер, се прават различни салати, она што ни го кажа еве и нутриционистката и кој што ние се некако го применуваме во Федерација на фармери, може да се конзумира со лимон, маџун да се стави обична вода и навистина е многу добар почеток на денот.